Во врска со извештајот на Европската комисија кој го објави пред неколку дена, најнапред сакам да искажам свое лично задоволство и на движењето БЕСЕ дека ние како држава добивме препорака за отпочнување на преговори за членство во ЕУ. Како што се изјавивме и пред јавноста, ова го гледаме како заеднички придонес на целото општество, значи заслуга на сите граѓани. А освен значајната улога што ја играше владата и парламентарното мнозинство, значена беше и улогата на опозицијата. Има. Дали е во ред? Дали ме слушате? Дали ме слушате? Дали е во ред? Ви благодарам, председателе. Реков дека, освен значајната улога на владата и парламентарното мнозинство, значајна беше улогата на опозиција, во овој случај и на движењето БЕСА. Може би за прв пат во историјата на плурализмот во земјава немаше нихилистички и одбивен однос кон предлозите на мнозинството, но сме ги поддржале сите предлози кои беа во од реформската агенда. Но фактот што ние добивме безусловена препорака, повеќе е од награда и признание е наша одговорност за нашиот пат. Во оваа прилика сакам да забележам дека вистина е дека во голем број области се дадени позитивни оценки. Но има и сегменти кои се нотирани со критички оценки и ние не треба да ги затвориме очите пред овие факти. Ако се нотирани, ако сакаме овој пат да го продолжиме, да го трасираме понатамо, треба сериозно да им пристапиме на забелешките, отворено да зборуваме за нивно надминување. Затоа би сакал во идниот извештај да имаме напредок и во областите во кои во овој извештај имаме забелешка како што е кохезијата во собранието, после борбата против корупцијата, владение на правна држава и борбата против организираниот криминал. Исто така би сакал да имаме и резултати во деполитизацијата и професионалноста на јавната администрација, во и деетнизацијата и деполитизација на судскиот систем. Мислам дека патот во кој сме пристапиле не ни дозволува да правиме грешки кои се направени во минатото. Сигурно тоа што е позначено од аспект на нашите граѓани, посебно е економската благосостојба на нашите граѓани. За жал, бројките на невработеност се уште високи. Тешката економска состојба е тешко да се подобри. Ваква состојба сигурно го помогна да се иселат нашите граѓани, а и во извештајот е нагласен како сериозен проблем. Затоа треба сите заедно да направиме максимум да ја ублажиме ова негативна појава. Движењето БЕСЕ, како еден политички субјект со прозападна ориентација, бараме, кога веќе сме направиле толку значајни чекори и Европската Унија да ги оцени нашите храбри стремежи да ги исполниме нашите обврски, да бидеме членка на ова семејство. Нашите граѓани се уморни чекајки. И во време кога имаме далечни рокови, им изгледаат како заложбите на тој што трча на маратон, кој не се предава, но се замара повеќе од своите можности. Ние сакаме и очекуваме разговорите за членство во ЕУ да бидат поуспешни и да се затворат час поскоро, затоа што на крајот на крајшта и членството не треба да биде како цел сама по себе, туку добриот живот, владение на правото, економската благосостојба, правната држава треба да биде наша заедничка цел, затоа што сме заеднички и обединети во оваа насока. Треба да бидеме попосветени во ова наше патување и во иднина да дадеме една енергија сите нас, а оваа заедничка енергија претворена во синергија треба земјава час поскоро да ја зачлени во Европската Унија. Движењето БЕСА секогаш ќе бидеме тука и ќе го помагаме овој процес, постапувајќи секогаш во интерес на граѓаните на оваа земја.